Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Владата на СДСМ не прекинува со сомнителни тендери и воопшто не губи време. Иако повеќе Драги Рашковски како искусен тендераш не е генерален секретар во владата, сепак генералниот секретаријат работи со полна пара. Денес сакам да ја запознам јавноста со еден тендер кој го објави владата, а ќе видите зошто велам сомнителен тендер. Владата на СДСМ последниот работен ден од април, пред празниците, на 29 април, објави тендер за маркетинг услуги, внимавајте, маркетинг услуги за осмислување и реализација на кампања од јавен интерес за успешна вакцинација и заштита на населението од вирусот COVID-19. Тоа е оваа јавна набавка и од она кое што може да се види во тендерската документација, за жал не можев да ја даунлодирам, не знам зошто, можеби тоа е некоја нова метода на транспарентноста на СДСМ. Вредноста на овој тендер е 15.635.580 денари или 255.000 евра без ДДВ. Со ДДВ околу 300.000 евра тендер. Тендер за маркетинг, услуги и промоција на неуспешните министер и премиер Венко Филипчи и Зоран Заев. 300.000 евра народни пари, владата ќе ги даде на некоја нивна блиска маркетинг агенција да им осмисли и реализира кампања за успешна вакцинација и заштита на населението од COVID-19. Нејасно е како мислат да се промовираат со 300.000 евра низ медиумите, ако сите знаеме дека токму владата забрани уште на почетокот на своето доаѓање во 2017 година, забрани платени владени реклами и кампањи во медиумите. Дали планираат да го прекршат законот? Почитувани, немаат вакцини, луѓе умираат секој ден, народ собира пари по социјални мрежи за донации за лекување, донации за витамини, ама затоа Филипчи и Заев решиле да прават кампања од 300.000 евра за успешна вакцинација на терет на граѓаните кои што немаат леп да јадат. Стопанството трпи, народот трпи, над 60.000 луѓе останаа без работа. Угостителите преживуваат, туристичките работници затвараат фирми, но затоа Филипчи и Заев сакаат да се рекламираат со парите на сите овие луѓе кои трпат, само за да си го кренат нарушениот рейтинг. Замислете, тендерот ќе заврши на 31 мај, а за да се реализира се тоа ќе требаат најмалку уште 2 месеци. А владата од сега проценува дека треба да се прави кампања за успешна вакцинација. Најпрвин, за да се прави кампања за успешна вакцинација, владата треба да има набавено вакцини. Вакцинацијата да оди без никаков проблем и над 70% од населението да е вакцинирано. Кај нас се уште не се вакцинирани хронично болните и ризичните категории на граѓани, а и вакцини многу слабо се набавуваат, односно добиваме само донации. Очигледно, што впрочем и сериозно се сомневаме, дека овој тендер за оваа кампања од 300.000 евра е направен со цел да се испумпаат народни пари, да се финансира, внимавајте, кампањата за локални избори на СДСМ преку парите на граѓаните. Ова е нашиот сомнеж и однапред веќе се зборува низ кулуарите кои агенции треба да го добијат. Зошто го велам ова, ќе дознаете наредните денови. Апелирам да се вклучат граѓанските организации, да се вклучат институциите, граѓаните кои што мака мача да преживеат и да не се дозволи ваков недомаќинлук и криминален тендер на повидок од Зоран Заев и Венко Филипче. Благодарам.